Среќен празник на сите македонци и сите други што живеат во Македонија и пошироко. Денес е голем ден за сите нас, да ја отвориме оваа свечена манифестација. Јас нема да се представувам посебно, но сакам да искажам благодарност за поканата на општина Ново село, која што иако ние живееме во Струмица, не удостои со ова убава покана на ова прекрасно место во природа. Ви посакувам убав помен, празнично расположение и сега сите заедно да ја испееме химната на Република Македонија. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Отново сега знамето се вее на Крушевската република. На Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Благодарам. Тоа беше магистер по оперско пеење Ели Бончева и благодариме за прекрасната интерпретација на македонската химна. Ве молам да ја поздравиме со еден аплауз. Почитувани подгорци, драги пријатели, посетители, придете затоа што имаме еден час книжевно-уметничка програма чествување на Илинден, најсветлиот македонски празник. Во оваа прилика би сакале овој настан да го отвориме со стиховите на најголемите македонски поети, а во оваа прилика ја слушаме Молитва за Крушевската република од Иван Василевски. Отвори ги, Боже, портите на Крушевската република. Да удрат камбаните, знамето да ги развее нашите повици по светот. Смрт или слобода. Смрт или слобода. Оти смртници сме родени, а влеговме безсмртни во манастирот на слободата. Да се соберат, Господи, конзулите битолски и по урнекот на Крушевчани на светот да му ги пренесат уроците на републиката. Времето да се прекрсти пред Мечкин камен и во шумата на хероите да го освети востанието. Боже, востани ги бајрактарите. Слободата да зачекори по калдрмите и сокаците.
по нивјето и угарите, по ридјето и полјаните. Господи, отвори света грамота. Врати им го манифестот на македонците, на муслиманите, на власите, на браќата по мака, по сиромаштија и по судбина. Та отпосле да го залостиме печатот на векот. На јазик што ќе го разберат и птиците под зенитот, и ѕверовите во природата. И со писмо што ќе го прочитаат и неуките во историјата и премудрите во иднината. Ви благодарам. А сега, како што е редот, да го поканиме градоначалникот на општина Ново село, господинот Ѓорге Божинов, да ве поздрави и официјално да го означи настанот за отпочнат. Повелете, градоначалник. Почитувани браќа и сестри македонци, почитувани сограѓани, драги гости. Денес сме собрани овде на Мокринските извори во лето Господово 2022, на одбележување на 119 години од Илинденското востание и 78 години од државотворниот Асном. Љубовта на обесправениот народ кон Македонија и природниот стремеж за слободна држава придонела да десетици херои и народни борци ги положат своите животи за слобода и човечки правдини. Токму Илинден е крикот на поробениот македонец, чија столетна борба за слобода и човечки правдини трае и до ден денешен. Македонецот низ историјата бил исправен пред бројни предизвици, понижувања, прогони, но идејата за сопствено парче земја и независност од страни окупатори никаква тортура не ја избришала од генот на македонецот. За таквиот непокор Петре Андреевски ќе напише: племето наше е Пиреј и не го ништи ни една војска и ни една болест. Пиреј е троскот на трева, а некои ја викаат и коштрева. Ама ти колку сакаш кошка ја, корни ја кубија, таа пак не умира. Само малко да се допре до земја и пак ќе се фати, ќе оживи, ќе потера. Ништо не ја ништи таа трева. Така е и со нас македонците. И покрај нашевремените предизвици и лавиринти во која е втурната нашата Македонија, пак ќе ја најдеме светлината, ќе го продолжиме патот и идејата за обстојување на нашата света македонска земја. Прогласувањето на Првата Македонска република, Крушевската република, начело со првиот претседател Никола Карев, иако траела само 10 дена, идејата и жетта за слободна и независна држава на македонецот не сгаснала. Така на 2 август 1944 година, со првото заседание на Асном е прогласена Втората Македонска република, за да веќе на 8 септември 1991 на референдум биде прогласена и независната Трета Република Македонија. Ова парче земја, за кое е пролеано многу херојска крв, е повторно исправено пред предизвици и можност повторно друг да ни ја крои судбината. Но еве од овде, од Мокринските извори, порачуваме дека генот и идејата на најголемите македонски херои и револуционери Гоце Делчев, Никола Карев, Јане Сандански, Даме Груев и многу други кои дадоа завет за слобода или смрт за Македонија е пренесен и живее и во нашите генерации. Генерации македонци кои си ја сакаат својата татковина, кои се горди на делата на своите предци и храбро ќе ги бранат интересите и заложбите на македонецот
кој со векови се борел за слободна и независна Македонија. Во својот говор на Илинден во Крушево, председателот Ѓорги Иванов ќе каже: Републиката е на народот, бидејќи од него излегува сувереноста. Република Македонија не е приватна собственост за некој да тргува со неа. Не е личен имот за некој да го распродава. Република Македонија му припаѓа на народот кој ја создал. На ова би ја надоврзал и славната изрека на македонската гордост Гоце Делчев, кој вели: Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови и ќерки изроди, освен македонскиот. И за крај ќе порачам: страдаме како македонци? Да. Но да се предадеме? Не. Нека е за многу години Илинден, напомош Свети Илија, вечна да е Македонија, да сте ми живи и здрави. Ви благодарам.
драги луѓе, ве молам еден голем аплауз за овие прекрасни, млади, убави наши деца. Беа тоа членовите на културно-уметничкото друштво Јане Сандански од Новосело под раководство на кореографот Александар Шопов. Ве замолувам уште еден аплауз. Почитуван градоначалник на општина Новосело, господин Ѓорѓе Божинов, почитувани советници, почитувани гости, драги луѓе, драги македонци, ви посакувам добар ден и среќен празник. Навистина преголем е денешниот ден за нас македонците. Пресветол е Илинден, Илинден, најголемата болка на македонецот, но и неговата најголема љубов. Во таа далечна 1903 година, на 2 август, зазорува Илинден, новата зора на надежта за слободно и посветло утре. Сонот на Гоце, на Даме, на Карев, Сандански, на Ѓорче, на Димо Хаджидимов и другите илинденци, иако беше крваво задушен, сепак Илинден ја крена свеста на македонецот, дека историјата ги памети и ги чува идеите на востанијата, идеи што значат борба за остварување на основното човеково право, а тоа е правото на слобода. И токму во сршта на таа идеја започнува да се раѓа републиката. Првата република на Балканот, таму горе високо на највисоката точка во Крушево. Таа имаше крвав крај, но еден мал, но горд народ, токму во тој пеколен, навистина пеколен август, ја бранеше својата чест. Ќе го цитирам Петре М. Андреевски, вели: сите кои умирајки пеја сетно слобода или смрт. И ова усвитена екзистенцијална и морална македонска дилема, низ која се одвивала нашата историска борба, не е само обична мисла извезена на востаничките знамиња, ќе каже покојниот Старделов. Таа го определува нашето историско битие на нашиот народ, како востанат народ. Тој станат народ, станувал народ низ историјата. И затоа сме денес овде. И еве го Илинден, почитувани луѓе, во секој дом. Еве го Илинден во сечие срце, во жуборот на водите, во тивките движења на августовскиот ветрец, под ладовините на овие столетни дрвја. Но Илинден, драги луѓе, и далеку од тука, секаде каде што нашиот човек македонецот свил свое гнездо. Илинден е сега и тука, во пазувите на оваа раскошна убавина, во мокрино на изворите на овој отворен музеј на Беласица. Илинден денес е за секој оној кој тука се родил, заластарил и започнал да ја шири крошната на своето семејно стебло, со надеж дека ќе создаде доволно широка, доволно дебела ладовина за потомците да има каде да се сокријат, што вели нашиот народ, да има каде да се заалнат кога бурите и невремињата ќе надвиснат над нив. Погледнете ги овие столетни дрвја, погледнете ги овие столетни крошни над вас. Секоја со својот пат кон сонцето, но секоја и со својата лузна по стеблото. Но сите заедно, вкопани длабоко во македонската почва, пијат од ист извор. Се хранат, зеленеат, раскажувајќи дека овде од давнина минувал, пладнувал, сонувал убаво сончево слободно утро македонецот. И некогаш во длабоката древност, пред изгреј сонце на празникот Свети Илија, некој наш далечен предок заклал жртва, за да ја умилостиви мајката земја, нашата хранителка, да не го секне изворот на животот тука. Земјата на која денес стоиме овде прегрнати од големите подбеласички крошни, е оваа земја која што ги памети сите страдања, сите суши, сите гладни години.
Токму таа земја ги впила сета крв, сите солзи на мајките, невестите, сестрите, сите оние кои што ги испраќале своите некаде далеку. А народот пак, тој жилав, тој нескротлив селски дух, што вели Блаже Конески, тој дрзок селски дух, секоја година дава жртва на светецот Илија, голема крвна жртва, како не би пресушиле изворите, како некогаш многу одамна во време на страшни војни и маки, во време на глад и жед, кога изворите жедни за капката жртвена крв престанале да течат. Воденичките камења на тогашните воденици престанале да го мелат житото. Се дур некој си дедо Крсте не се сетил да капне жртвена крв. И од тогаш, секоја година, водата помешана со крв на Илинден ја храни земјата на денот кога бијат македонските камбани, за да не подсетат простум да застанеме пред олдарот на жртвите, чија крв ја натопи македонската земја, која сонуваше слобода. Драги луѓе, сонот за слободата е сон на секој човек. Македонецот никогаш не посакувал да освојува туги синори, да размеѓува туги меги, да освојува туги неба. Туѓото никогаш не било наш сон. Македонецот едноставно посакувал да биде слободен на своето, да пие од својот извор, да јаде од својата синија, макар леп и сол, да ја колчи својата земја. Работел за други, децата други му ги грабале и оттуѓувале. Војувал за други и пак еве го денес. Седнат скрснозе покрај огништето да раскаже како било некогаш, за да знаеме како треба да живееме денес. Македонецот откорнат од родната грудка, а секогаш во себе го носи и чува оној драматичен пейсаж на откорнувањето. Таа отворена рана, заклучена порта, обраснатите со корови дворови и секнатите чешми. Додека заминува тој човек, некаде во темните понори на свеста се мешаат сликите од детството, мирисот на бабиниот леп, крцкањето на кепенците, појот на петлите и тропотот на коњите кои на изгреј сонце во јули одат на жетва. Ако ја заборавиш родната земја, рекол нашиот мудрец, корените ќе ти пресушат. Да се заборави татковината, значи да се умира бавно во маки и болка. И затоа овој народ му пркоси на заборавот. И затоа овде на Мокринските извори секоја година на Илинден го покажува тој пркос. Оти Илинден е во зборот, Илинден е во песната, Илинден е во легендата, во преданието. Илинден е во сликарската четка, во движењето на овие прекрасни млади луѓе, кои што постојано цртат, творат на тема Македонија, со љубов, создаваат своја приказна. Илинден е во ликот на фреско сликарот, на зографот, на скулптурот. Илинден е во рацете на градителите, во мислата на учителите. Илинден е во чекорите на играорците кои земјата ја тресат, играјки по седумосминскиот так. Илинден е во рацете на оние кои грудка по грудка го превртуваат секое плодно парче македонска земја за да даде род, да не прехрани, да не умреме од глад или не дај Боже да почнеме да гриземе од телото и душата на другиот, не би сами да се уништиме. Илинден е во гласот на славеот над нас, кој со пој разбирлив само за птиците, пее за сето она што го видел од висина за нас луѓето недостижна. Илинден е во жуборот на изворите, кои виделе се, засведочиле се, станувале алови од крвта на оние кои љубејќи татковината, животот го дале за неа. Илинден е чедо успиено во прегратките на оваа огромна планина, на оваа грамадна, зелена, мокра убавина, која и денес простум стои, немо раскажувајќи ги приказните за сите оние кои крстоселе по нејзините патеки, за пролеаните солзи на мајките кои од своите гради откинале по една љубов и ја подариле на татковината. Драги луѓе, ние македонците сме едно цело. Без разлика дали не делат мориња, океани, насилно исцртани вештачки граници, што ли уште не. Манифестот на илинденците е одлика на нашиот дух, кој посакува и недвосмислено бара слободна заедничка татковина,
за сите социјално и национално угнетени народи. А патот бил и се уште е тежок. Од Илинден, преку балканските и светските војни, преку Асном 44-та, па се до денес 2022 година, македонецот на своите гради носи еден свет идеал, го носи како Амаилија, а тоа е сонот за своја суверена, слободна и независна држава. И секоја генерација има своја битка. Новата генерација, вели Анте Поповски, се соочува со нова битка, а тоа е да се зачува духот на целото како морална категорија на иднината, а за тоа размисла нема и не смее да има. И сега, дали можеме, дали имаме храброст тоа да го направиме? Секако дека можеме, секако дека имаме и сила и храброст. Покојниот Горан Стефановски 2004 година, говорејќи за нашата македонска приказна, ќе рече, цитирам: "Ни треба макотрпна работа за да ја утврдиме и ускладиме нашата автентична суверена македонска приказна. Ни треба восстание на визија, волја и ум и упорен труд." Вели, државите се прават со жртви и крв, но се чуваат со работа и памет. Пред 100 години илинденските херои својата волја за држава ја потврдија со својата автентична и убедлива смрт. А ние денес, нашата волја за оваа држава, мораме да ја потврдиме со нашиот автентичен и убедлив живот. Затворен цитат. Оти животот е омеген меѓу раѓањето и смртта, а помеѓу е мигот, сегашноста, ова што денес се случува. А таа е толку миговна, толку кратка, буквално ни се лизга низ рацете. И сега, каде е смислата на живеачката? Нели е таа само привид кој лебди меѓу она што било и она што можеби никогаш нема да се случи? Затоа Гане Тодоровски, обраќајќи се кон Македонија, вели: "Денот наш полне со грижи и проблеми. Дете разболено, дрва, пари за нешто ново. Проштавај, мајко, ако ти не си тема тогаш во нашите наинтимни разговори." А таа пак, нашата мајка, секогаш има разбирање за нас, децата, кои занесени во играта на животот забораваат понекогаш дури името да и го спомнат. И евене денес пречекуваме уште еден Илинден, Илинден на надеж и копнеш дека битките што ги водиме не ќе бидат залудни. Илинден е љубов, пишува зад мене, Илинден е гордост, сон и јаве, Илинден е секој од нас, но Илинден е и даден збор, завет, дадена клетва и долг за исполнување. Вели Анте Поповски, ние македонците имаме многу празници, но ни недостасува само еден. Празник на разделениот, празник на македонскиот иселеник. Ден што да биде ден за блиските, за своите, кои не само низ писма, денес низ вибери, да бидат видени и чуени родени браќа. Ден што ќе биде и Водици, и Мртва сабота, и 1. мај, и Илинден. Едноставно, ден кога ќе можат да се видат блиските и да ги прослават сите непрославени празници. Затворен цитат. Драги македонци, вие што тука останавте и сите вие кои со срцата катадневно секој ден сте тука, во домата, на љубавата, најтоплата, нека денешниот ден биде токму тој ден, ден за средби, ден за љубов. И на крајот завршувам повторно со Гане Тодоровски, кој, обраќајќи се кон татковината кон Македонија, ќе рече: "Остави нека секој по своему те љуби. Пред тебе стои патот да крепнеш и да младеш. И нема нужда сите на еден глас да трубиме, дека и најскапото за тебе ќе го дадеме." За многу години, Илинден, Македонијо. Ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат.
Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови пеколни заедно ке минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Векови пеколни заедно ке минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Може да те одречат, други да те предадат, можат се што да измислат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови пеколни заедно ке минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Векови пеколни заедно ке минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Ти без мене, јас без тебе. Да сте живи и здрави. Благодарам. И благодариме уште еднаш на Ели Бончева и на Боби Ѓошек за прекрасната интерпретација на Заветна. А претходно ја слушавме доктор Ана Витанова Рингачева со нејзината беседа за Илинден. Еден поздрав за сите нив и се разбира за младите неуморни ликовни творци кои што денеска творат на тема Илинден под менторство на Звонко Тилев. Продолжуваме со стиховите на Анте Поповски и Мечкинкамен. Мене оваа каменеста родница ме родила. И овие стебла што се веднат во кората, моето име го носат. Сева корија и сиов камен што го гледате, длабоко под мене протегна жилав корен. И мојава става што вишне е усамена под ридов, сте вие. Внучиња, едни тагуваа што ве немаат, други што ве оставаат, и потоа
заедно легнаа под мене, мракот мој да не го видите. Внучиња, оваа каменеста родница не родила и сева корија и сиов камен што го гледате била вие. Плоден лес камен рожба дае, да зрее и црно нешто да го покрива и цуд на гранки и нож потоа да вишнее наврв. На ножот птица да починува без тебе. В плоден лес, сив, молчалив, камен зрел, вишнеел корен, остер нож да чува за црнините. Расни ме, Боже, раце големи дај ми да бидам последно тело црнината што ќе ја дограбе. Од сите тревки и од историјата на една песна многу што ја сонија, Македонија. Тргнав да ја барам, телото го изгубив. Ја прашав каде, ми рече уште долу. Рекоа тука е крајот. Таа рече уште долу. Слегував. Не стигнав. Од каде почнува? 10 луни ја цицав, таа моето тело го iscica. Нозе ке и купам, врз тело да ми стежне, во нејната утроба да ме врати. 3 пати подолги ми пораснаа прстите, 3 пати посилно стегнав со забите, се наведнав и го префати вратот на твоите камењари, за да те бацам. Позајми ми снага да ги раскрстам рацете, те испив. Се прегрнавме и нема разделување. Кога ќе треба да го изговорам твоето име, позајми ми ги вилиците. Кога ќе сакаш да речеш ми тежиш, ќе ти ги вратам триредно на забени. Врз моето тело зелене е трева и високи тополи шумат. Небото вели, не знам кој шуми, гранките или коренот. Ти додаваш, само една жила со мојата утроба некого спојува. Земјо, зар не збунува присуството на таа жила што не дели, никој пат да не раздели? Земјо, тагата ни ја открадна. Стиснете ги тревките, неа ќе ја исцедите. Наслоните се врз каменот, името ќе и го чуете. Симнете се во реките, дното со неа ќе ве почести. Легните да почините и ноќта со неа ќе ве покрие. На овој дап името ќе ти го напишам. Дождовите да го симнат, жедните в земја да ги напоиш. На оваа нива грудка од тебе ќе посеам, класатка да никне, со неа внучињата да ни ги храниш. На овој рид ќе те оставам и кога ќе заминам пак да те гледам голема. За неколку нови чекори недостижност ме остави утринава зад тебе. Чинам се делиме. Твојот пат нагоре, мојот пат кон тебе води. Стални ме, во твоите корени скриме. Никој пат да не се разделиме. Ви благодарам.
Монак падна, бајракот не падна. Оваа се стихови од една стара македонска народна песна. Борбената возбуда ги водела македонските поколенија со единствена порака. Овој народ со многу крв и во бројни битки го завојувал своето место под сонцето. Визионерот Гоце Делчев, човекот предводник на една национална револуција, рекол: "Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите." Ние уште ја биеме неговата битка, обидувајќи се да го пробиеме патот за нас, за нашите деца и внуци, но и за сите оние што светот го замислуваат како поле за надпревар на најчовечните достоинства меѓу народите. Голем дел од таа битка е токму македонската поезија, преполна со стихови кои представуваат народна и национална исповед, бунт против тирани и експлоататори од секаков вид, револт и акција, лирски немир исполнет со грч на трагична безизлезност, но и со полетна понесеност од храброста на револуционерите. Тагата попаднатите македонски херои е присутна во поезијата на речиси секој македонски човек и поет. Но тоа не е обична тага. Затоа што Гане Тодоровски вели дека по нив треба да плачат тие кои имаат солзи. Но ние, македонскиот народ и Македонија, веќе сме безсолзни. Солзите се одамна истрошени. Ние треба да бидеме горди и на нивните загуби, затоа што завет ни оставиле. Во бој да се умира просту. Понекогаш чувството на безизлезност, но и гордост и почит кон паднатите херои го тера поетот да бара Делчев, Карев, Гули, Груев, Сандански, сите тие да се вратат, да се обидат, да не соберат тука. Така разфрлани низ светот, да не спасат од сејачите на црно семе. Се ограбено, обградено и разместено на свое место да вратат. Поетот, а и сите ние имаме потреба од расширените раце на Делчев. Со својата големина дома да не собере и духот да ни го утеши, бидејќи, како што вели Иван Василевски, и малку сме токму за да имаме татковина. Благодарам. Тоа беше професор Билјана Костадинова, да ја поздравиме, таа ни направи прекрасен спој на книжевноста со Илинден, затоа што Илинден не само што е во секој од нас, тој извира од нас. Извира од поезијата, извира од говорот, извира од животот на македонецот. Гане Тодоровски често пееше на оваа тема, го опеа и 4 мај 1903. Така му било пишано: гробот да си го сони. В срце го клукна Прокоба, стегајки в гнев тубаница. Имаш ли доволно гробје, о Македонијо, покрвава за уште една рана, баница. Побогати сме сега со уште една смрт и пресен гроб. Таа голе неисплакана, остани горда и недоустена. Разграни пазови црна земјо, извалкани, запустена, за да го прегрнеш сина си што беше најмалку роб.
Плачот му прилега на оној што има солзи доста. Ти, безсолзна нокнице, проголтни најгорчлив јад и биди уште за една загуба погорда. Оти тој левент млад на твоите чеда им завештав бој да умираат и простум. Црна за црни се та голика страдалнице, прегрзи усни, расчешлај коси, раскини руба и смирено, со зборови најгалежни и жални, тивко, но мајчински, оплакувај си ја загубата. Друга смрт таква ти не ќе дочекаш скоро. На таков свој залюбеник што само тебе те имал. Ој, неразвенчана Гоцева изгоро. Ој, Македонијо. Ој, рано, многу имена. И благодарам. Љубовта живее на планинските врвови, над долините со булки, помеѓу полиња со жито. Љубовта живее во срцата на луѓето. Љубов е секој напишан збор за саканата, за децата, за семејството. Љубов е секој опишан град, село, планина, река. Љубов е носталгијата по татковината. Љубов е и денешната средба. А најголема љубов е Илинден. Сега за крај ги повикувам играорците од Кут Јане Сандански Новосело.
благодариме на младите играорци. Има ли поубаво место да се слави Илинден денеска од Мокринските извори? Ова митско место на кое што се испреплетуваат и традицијата, и историјата, и денешницата. И пред овој крај на овој дел од настаните да си кажеме уште неколку зборови. Илинден нека е заветот, Македонија да ни остане аманетот што ќе го носиме каде и да не носи патот и судбината. И вам, почитувана публико, ви благодариме за тоа што бевте прекрасни слушатели, соучесници во нашата интерпретација и се разбира сега подиумот го оставаме на група Фортуна, а ова парче земја е ваше за да продолжиме со нашата традиција, со нашиот фолклор, со нашата жилавост и живост да го празнуваме Илинден. Ви благодариме.